Во следните минути, почитуваните, со нашиот гостин ќе зборуваме за она што се нарекува безбедна храна, односно безбеден и квалитетен мед. Имено годинава, по 20 пат во Скопје ќе се случува манифестацијата Денови на македонскиот мед, која што е во организација на Пчеларското здружение Матица, а по тој повод овде во студиото е нашиот денешен соговорник, господинот Венче Билбиловски, член на организацијскиот одбор на овој на оваа манифестација и председател на Пчеларското здружение Матица. Екс-председател. Така. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарувам на поканата и посебно ми е драго што ете тука учествуваме и можеме да дадеме наш придонес кога се работи за здравата храна, но пред да почнеме, да кажеме за манифестацијата, би сакал да изразам една голема благодарност во истиот тој контекст. Значи, ние вчера бевне во Пчеларското здружение Пчела од Куманово, имаше таму собир со гости од Словенија, и поминавме многу добро, значи организацијата беше на такво ниво што секој би посакал такво нешто. Значи присуствуваше председателот на Пчеларскиот сојуз, на Европскиот пчеларски сојуз од Словенија Боштај Ноч, кој е воедно и председател на Сојузот на Словенија, и нашиот председател на Македонија, значи Менде Трајковски, кој исто така е председател на одборот во Европскиот сојуз. Така да поминавме многу добро, организацијата беше на секое ниво, благодарение значи на организаторот Пчела од Куманово и председателот на Пчела Куманово Бобан Стошевски. Значи за секоја похвала. Беше тука и министерот на Република Словенија, искажаа своји мислења, претежно беше темата наклонета како да се одбраниме од фалсификуваниот мед, што представува една, така да речеме, рак рана општо. Значи, ние мислеме дека е само кај нас во Македонија, меѓу општо, дури на европско ниво, тоа е огромен проблем со тој фалсификуван мед. Сега, ние ќе кажеме како да се одбраниме од фалсификуваниот мед, и за тоа ќе зборуваме во текот на разговорот, но на почетокот да кажеме дека од 26 до 29 септември на улица Македонија ќе се одржи манифестацијата Денови на македонскиот мед по јубилеен 20 пат. Така, токму така, значи, оваа манифестација веќе по 20 јубилеен пат се одржува на улица Македонија и веќе граѓаните на некој начин ја препознаа како своја, така да точно повеќе не прашуваат ни за датумот, знаат дека последниот четврток во месец септември, значи се одржува оваа манифестација, подготвени се да си земат мед, онака вистинскиот мед, а да не биде овој што викаме ние фалсификуван мед. За таа цел да биде што поуспешно, ние оваа година воведовме една новина, така да секој учесник што е на таа манифестација, значи Денови на македонскиот мед, мора да има направено анализа на медот, значи мора да има такво одобрение од ветеринариот факултет, кај што ќе биде приложено ради безбедност на граѓаните, да знаат од кого купуваат. И исто така, значи мора да е регистриран во Агенцијата за храна и ветерина као продажба, као примарен производител, дека може и од куќен праг, значи да продава до 1 тон, до 2, зависи како е регистрирано во објекти кои што се хигиенски, со сите параметри кои што треба да биде кај што треба да се чува и да се приготвува една здрава храна, а ние во конкретниот случај збориме за медот. Значи, некаде на 30 штандови на улица Македонија од целата наша земја ќе бидат присутни излагачи, значи како што рековме, значи пчелари со сите документи, со целата таа документација, што ќе биде еден голем услов, мислим, за купувачот да знае од кого да купи и што да земе. И не само тоа, оваа манифестација покрај продажниот дел, што го има и едукативен дел. Во тој дел, значи, граѓаните кои купуваат мед секогаш ќе можат со учесниците, значи со тие што се производителите, да прашаат што се произведува, не е само значи мед, полен, млеч, прополис и како тоа се употребува правилно. Многу луѓе го употребуваме медот, меѓутоа се уште не знаеме како треба правилно да се употреби, затоа викаме некој мед е тежок, лесен, во ствари нема лесен, тежок мед, има само квалитетен и неквалитетен мед, значи, али треба да се знае пак како се употребува со водичка, така после тоа и така и во кое време.
покрај тоа, ќе имаме ние во програмата наша за прв пат годинава воведено, ќе има и нутриционист кој што ќе држи предавање од 1 час. Тука ќе бидат присутни голем број на граѓани, како и исто изложувачите, да можат, значи, автентично да слушнат и за медот, и за пчелните производи, како да го потребуваат и за све што служи во кондиторската, значи, индустрија, кај може се да се примени, така да може да се прават и самите рецепти и така да го користат и така. Во Македонија има голема традиција за користење на медот во исхраната. Имаме таква среќа, живееме во такво поднебие каде што медот години наназад, па и векови е присутен во исхраната на народот. Но, еве, да речеме, за мене и за гледачите како лаици, може ли наку со некои совети како да препознаеме кој мед е квалитетен, а кој е помалку квалитетен? Прво, како што рековме, и ние самите производители, значи за да бидеме 100% сигурни и да бидат и граѓаните, купувачите сигурни, правиме хемиска анализа на факултетот. Меѓутоа, постојат и органолептички начини на кој начин може ипак да се препознае медот, онај вистинскиот мед. Прво, значи кога се отвори теглата мора да има некој карактеристичен мирис на мед, што ништо друго не го има него медот. Неговата миризба ќе се разликува, зависи од кој билки, од кој растенија, значи од нектарот, од што е, така ќе варира. Меѓутоа, она што е главната субстанца што треба да ја содржи на мед, мора да ја содржи. Мора да има еден вискозитет. Кога ќе се земе со лажица, може и метар и 2 нагоре да иде, да дојде во една тенка линија пајажинка, никако не смее да се појавуваат прекини капки. Доколку се појавуваат прекини капки, тоа значи дека тој мед содржи некои примеси како што се сирупи, шеќерни сирупи, вода и така нешто, значи се оделува од тоа. Во народот, често народот знае да каже крстење. Па на некој начин така, да. А целата ова борба што ја правиме ние со овие сите документи, сакаме тоа да го што се вика да дојде на минимум, иако не може да се искорени, затоа што луѓето сепак даваат пари, сака да земе она што го заслужува, така ли? Дали вистинскиот, оригиналниот мед шеќердисува? Па правиот мед, вистинскиот мед, значи треба да кристализира. Тоа исто еве ќе кажеме, како исто свинската мас или овча или било како, нели ако ја стопиме, таа е во течност. После известно време кристализира. Тие кристали исто се појавуваат и кај медот. Меѓутоа зависно од што е добиен, дали е од костен, дали е од шумски мед, ливадски, багремов, кристализирањето не е кај сите исто, тоа зависи од други фактори, али на крајот, на краиштата мора да кристализира. Тоа е еден од основните услови и еве една препорака за конзументите, што се вика за гледачите, значи, и ако е медот кристализиран, најдобро е да го употребува онака како што е кристализиран, да повторно да не го протоплува, затоа што во пчелното семејство медот никогаш не кристализира, али температурата внатре е секогаш 34 до 35 степени, тоа може со години да биде, значи внатре не кристализира, додека ние го чуваме се на 20 степени или било како, под одредено време ќе кристализира. Сега лошата навика, ако ние го декристализираме, тоа значи загревање, го правиме често, идеме над 38-40 степени, тогаш се добива до тоа прегорување на медот, или тоа е ХМФ. Значи, тоа е веќе штетна субстанца што влијае негативно. Значи, не би требало за тоа да го декристализираме или ептем пажливо во млака вода, ако веќе некој сака, значи па да биде температурата да не ги надмине тие 35 степени, тогаш би било можеби идеално така. Затоа постојат и декристализатори со точно термостат одреден колку што е, меѓутоа во приватниот живот никој не може да си приушти се тоа да мери со термометар колку ќе види така, али најубаво е да се користи во изворна состојба. Со години наназад научниците предупредуваат: чувајте ги пчелите, затоа што ако ги нема пчелите, ќе го снема животот на планетата Земја. Токму така, тоа е кажано во една смисла, затоа што пчелите учествуваат 30 до 40% во градинарските и овоштарските култури. Така да ако пчелите ги снема, значи тогаш ние сите овоштија што сме јале или зеленчуци, полека ќе ги снема, така да ќе се појават некои други аномали, така да тој ќе представува и што се вика губење на човекот, така речено, значи со подолго време, не значи иначе таа
таа е теза на научникот, значи кажа на Ајнштајн, дека после 4 години тотално ако ги снема пчелите, светот изумира. Значи, али тоа е кажано во друга смисла, значи со текст, со години, доколку ја нема пчелата, сите овие што билки и растенија што сега ги користиме, тие не можат да значи нема да се опрашуваат, затоа што 30 до 40% во опрашувањето учествува пчелата. Дури во некои култури до 70%, така да тука е еден апел и до земјоделците кои што имаат житарици или овошки и така, да бидеме во една иста заедничка спрега со тоа што ако пчелите они при самото прскање, значи ги уништат, фактички си го уништуваат и својот род. Затоа правилно би било да ние живееме во една колизија, така во еден заеднички сооднос, така би било подобро и за едни и за други. Со децении се занимавате со пчеларството. Каков е интересот на младите луѓе за занимавање со пчеларство? Вака, искрено кажано, последниве децени, значи климатските промени си го прават своето. Сега некаде просекот ако е 10-12 килограми мед, пред 15 години бил 25 до 30, веќе тоа ствара кај младите што почнуваат да се занимаваат со пчеларство, како некоја несигурност дали ќе може да се опште живее. Меѓутоа се надеваме дека овој циклус на климатски промени ќе помине, така да ќе дојдат нови времења и ќе може да се живее од мед, така да едно 100 кошници, ако има, значи едно семејство комотно може да опстане и така. Нормално со правилна употреба, што се вика, со правилна работа како треба да се однесува со пчелите околу размножување, гаење и така. Како да ги заинтересираме во тој случај младите луѓе? Доволно ли државата прави за да се развива пчеларството? Мислам дека баш доволно државата не прави. Еве, ние земаме некои субвенции кои на некој начин, некои трошкови ни покриваат и тоа е за секоја похвала, значи за секоја пофалба. Меѓутоа, кај младите треба, еве, баш кога бевне сега на овој вчера состанок, кај словенците, значи председателот на Словенија и министерот исто го кажаа дека кај нив е друга некоја политика кај што нема субвенции, меѓутоа за секој заинтересиран млад пчелар кој што сака да ги добива сите услови од опрема, од пчели, од објект и така, мислим, не објект него простор кај што треба да ги чува и така да многу е поедноставно. Иначе субвенциите ништо не значат. Тие се за тие што се веќе пчелари некој допинг, иначе за почетникот ништо не значи. Ако викаме навидум дека пчелата само ќе оставиш во природата и носи мед, не е така. Значи си треба претходно доста инвестиција, така, али треба се надеваме дека и Министерството за земјоделие и другите ќе ни помогнат околу. Имаме ние проблеми последниве години со сушни периоди, а имаме вода некаде во близините. Тука треба, тоа не кошта ништо, да речеме со неколку 1 километар или половина со тие треба да се направат. Мислим, тоа е многу мала инвестиција, било да речеме со механизација да ни помогнат или било како, тоа би било добро. Затоа што пчелата бара, поготово летниот период, голема количина на вода, прво за употреба, мислим, за преработка на медот, нектарот што го носи, а второ за разладување на пчелното семејство, значи на друштвото, затоа што ако надвор температурата е под сенка 40, на сонце што се вика 50-60, а восокот веќе се топи на 70 степени, тогаш можеме да сватиме што ќе се случи ако они не го разладуваат семејството. И затоа убаво би било да и тука во тој дел да добиваме такви можности да се помогне. Да се вратиме на она што ќе се случува од четврток. Така. Значи, од четврток отварањето на манифестацијата е на 26, како што рековме. Тоа е традиционално, значи последниот четврток на месец септември. Со отварањето, значи поканете председателот, министерот за земјоделие, исто така председателот на општина Центар на град Скопје, така да градоначалникот, односно така да од нив, значи тие ќе бидат присутни. Претходно пред да почне отварањето, ние секоја година традиционално вршиме едукација со децата од градинките, кои што ни се најверните, што се вика, најверните потрошувачи, кои што треба да ја сватат и нината за понатака што значи медот. Значи им објаснуваме, они со еден свој програм преку музичка игра, преку цртежи го доловуваат тој амбиент што е, и тоа представува еден добар украс така пред отварањето. Тоа е во 11 часот. Потоа е
како што рековме, значи потоа е една прошетка низ штандовите. Штандовите ќе бидат од целата република, значи ќе има представници од еден крај на други, што се веќе на нашата земја. И почнува со, значи, штандовите ќе бидат веќе наместени, продажбата. Наредниот ден повторно имаме деца од друга градинка кои што го разобуваат тој простор. Хуманитарно се однесуваме према децата со посебни потреби, поминуваат, им даваме, значи, подароци, метчиња и така, да ги, мислим, да бидат присутни и они, да не двоиме никого и така. Тоа не е со години, мислим, со традиција наред и така. Во петокот, значи, наредниот ден, во петокот исто во 12 часот, како што реков, има нутриционист кој што ќе биде, кој што ќе работи со граѓаните, ќе поставуваат прашања што, како, зашто, како се употребува медот, што све може да се направи така. Значи, ќе има богата програма, али најважно е во целата работа што оваа година првпат почнавме со правилни документи, да не може секој да настапува, да речеме на пчеларникот, на сајмот, доколку ги не поседува тие документи, што се вика, тоа е во ствари гаранција за исправност на медот и на другите медни пчелни производи и еден вид, една убава заштита од фалсификуваниот мед, така да ќе знае потрошувачот кај да се обрати, ќе си најде свој купувач, мислим свој продавач и така. И тоа не е целта. Мене ми останува само денес на крај на разговорот да ви се заблагодарам за вашето учество и се разбира да ги поканиме нашите гледачи од четврток до недела да бидат присутни на улица Македонија во центарот на Скопје и се разбира да уживаат во она што ќе го видат и вкусат таму, а доколку имаат потреба се разбира и да купат без страф дека купуваат нешто што не е проверено, туку да бидат сигурни дека купуваат здрав, чист, органски македонски мед. Благодарам на поканата. Драго ми беше задоволство да присуствуваме. Ви благодарам и вам.